Со целосна реконструкција на градскиот парк, Куманово ќе добие нов простор за спорт и рекреација, со нови пешачки патеки, нови смарт клупи, соларни канделабри, ново детско катче. Предвидени се и нов спортски терен, нова фонтана, паркинг простор и платформа за одржување настани на отворено и простор за домашни миленици. Граѓаните се задоволни што наскоро ќе можат слободното време да го поминуваат во современ парк, но сметаа дека треба да се креираат еко-кампањи за подигање на јавната свест кај населението за заштита на животната средина и зелените површини во градот. Станица му требали на Куманово повеќе зелени површини, во каква состојба се парковите? Треба. Треба ли да се обноват? Треба, само тоа не вреди, пошто луѓето такви сме менталитет, тоа се ќе разрушат, се ќе. Па потребно, само прво треба да решиш како да живи народ, да функционира, да. А за паркови има куде да иде, само кој сака. Сигурно да се потребни. Сигурно да се потребни и на повише места, а да се одржуваат. Не да се уложи средства, меѓутоа краткотрајно. Има ли доволно место за рекреација каде граѓаните би можеле да прошетаат, да се рекреираат? Има. Ја мислам дека има по мојата. Можда треба се обновува, свакако дека треба се обновува парковите. Тоа е било градски парк за свое време многу убав, со зеленило, со цвеќе и се тоа. Сега горниот парк каде Соколана е исто било убаво, сега исто тоа е напуштено. Треба да се малце дотера со цвеќе, со стазички, со седење, клупички за млади, за стари, и се тоа е апсолутно потребно. Апсолутно, како што е убаво, со центарот е горе, доле до терен, има клупе, одржава се, се зависи од културата, од граѓаните, jer самите, ако немамо културу, цивилизацiju da održavamo, ako održavamo, ќе имамо све, ако не е нормално, од човечкиот фактор се зависи. Да ви кажу право, да не ни е кеј доле, нема куде да прошетам. Ама има толку ние sa skućinja da napravi lom dole i ne se odi tamo. Inače, parkovi da se napravi ima kude da. I Sokolanski, i dole gradski. Согласно подпишаниот договор во вредност од 11 милиони и 200 илјади денари, предвидено е реконструкцијата да заврши во рок од 7 месеци, односно до 30 септември годинава. Градежните работи ги извршува фирмата Кооп Инженеринг, избрана на тендерска постапка, информира Владимир Павловски од Центарот за развој на Североисточниот плански регион. Освен реконструкција на постоечкиот градски парк, општина Куманово планира да изгради и неколку нови градски паркови. На влезот во селото Пројевце, нов парк на улицата Карадачки одреди во населбата Тоде Мендол, изградба на урбан сквер со парк, фонтана и урбана опрема на влезот во населбата Гоце Делчев и урбани скверови на локацијата Ловец и поранешен хотел Кристал и долж улицата Гоце Делчев.